Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и најновите соопштенија од Ньюкастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Како и секоја година и ова 2019 по повод празникот над празниците Христовото воскресение Великден се осветува домовите и тоа по населби. Понеделник 8 април се оди во Адамстеон и Адамстеон Хајтс. Вторник, среда и четврток Лемптон и Нью Лемптон. После се оди Бротмедо и Меривода. Како што знаете, за концертот што ќе се одржи овде во нашиот Македонски културен центар на 19 април во петок со најпопуларните од наша убава Македонија браќата Златко и Владко Миладиновски и нивниот братуџе Дамјан Стојановски на легендарот син Војо Стојановски. Картите може да си земите секој петок во црковната сала од 6 до 8 сатот навечер. Соопштение од играрната група Стив Наумов. Нашата група има покана од играрната група Македонка од Сидне и тоа на ден сабота 4 мај. Ќе се патува со автобус и цената за влез е $40 по лице таму во Сидне со вечера. За повеќе информации околу патувањето јавете се кај Добре Колевски на 0415 526791. Се одржува черети бол помош за истражување на кенса болеста. Сите пари ќе се донираат до Australian Cancer Research Foundation. Овој бол ќе се одржи во нашата македонска сала, поточно во нашиот Македонски културен центар и тоа во сабота на 18 мај со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената за ова вечер е $150 по лице со 3 врста јадење и сите пијалоци во цената. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група Сенатор Бенд. Ова се одржува за 18 и постари годишни деца лица. Ќе има богата лотарија. За карти јавете се кај Ник Зулумовски на 0418 689752. Мери Мицевска 0413 634181. Мајкл Груевски 0418 991911. Натали Дончовски 0420 421001. Джесика Маджуровска 0404 934218 и Џони Линковски на 0437 545456. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесете кај Борис во недела на 21 април. Исто така да најавиме дека нашата управа организира работна доброволна акција во црковниот храм и тоа сабота 13
и недела 14 април после службата ќе се чисти цела црква и сите икони. Кој може да дојдете во тие 2 дена да помогнете, ќе бидеме благодарни. Помош за здравје во нашиот храм. Соопштение за сите родители на деца од 5 години и постари. Може да ги донесите вашите деца во нашиот Македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција. И тоа секој петок во 4:30 сатот после пладне. Имаме околу 30 дечиња регистрирани до сега. Имаме наставници за секоја возраст кој сака да научи да пишува и чита македонски, значи сите сте добро дојдени без разлика на годините. Исто така, почитувани слушатели, во Нукастел и околината имаме ново нешто во нашата куња овде во нашиот Македонски културен центар. Ќе има разноврстни јадења, пресни, кувани од наши кувари и тоа секој втор петок од 6:30 сатот на вечер. Ако сакате да си резервисате маса, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или видете на Facebook околу сето тоа. Да напомениме нешто со врска со генералниот митинг што се одржа во неделата на 31 март во Македонскиот културен центар. Посетата беше голема со голем број на нови членови. Беа наведени сите точки податоци од 2017 и 2018 година, на кои некои од членовите имаа прашања за објаснување од страна на управата. Цело време на митингот се спроведуваше мирна атмосфера. Задоволни беа од двете страни и така заврши митингот со задоволство на новата управа и за тоа членовите ги поздравија со голем аплауз новите во управниот одбор. А сега да продолжиме со најновите вести од Македонија. Силјановска за српски вестник Експрес изјавува: "Не ја признавам промената на името на мојата држава." На конференцијата на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, одржана на 16 февруари, Гордана Силјановска-Давкова е избран за председателски кандидат за председателските избори во Република Македонија, закажани за 21 април, пишува српскиот вестник Експрес. За кандидатурата се јави околу 10 опозицијски лица и таа победи во првиот круг, поддржувајќи ја 408 делегати од вкупно 553 делегати присутни на конвенцијата, а гласаа вкупно 519. Што ве натера да се пријавите за кандидат и што според вас му пресуди на ВМРО-ДПМН на вас да ви ја довери кандидатурата за председателските избори кои ќе се одржат на 21 април? Тоа беше прашањето до Гордана. Таа одговарува: "Јас секако морам да говорам во своје име и од сопствена мотивација да влезам во политички ринг и да се обидам во трката за председател на Републиката. Едноставно дојдов до осознание дека како професор по уставно право и како интелектуалец нема да ми бидат доволни да го спречам и понатаму рушењето на националните интереси и нивна распродажба од страна на власта." Што се однесува до ВМРО-ДПМН, партијата овозможи фер сочување на сите пријавени кандидати и одржа демократска конвенција за избор. Така да тука ништо претходно не може да биде договорено, бидејќи влегов како аутсайдер, како некој кој не е член на партијата, како жена, а освен тоа имав и силни против кандидати, тука мислејќи на пратеникот на парламентот Владко Ѓорчев. Што се за вас распродажба на националните интереси? Го променија уставот и името на државата, иако собранието претходно донесе резолуција дека уставот и името не смее да се менуваат. Промената на името на државата е најдобар пример за распродажба на националните интереси. Власта не се одрече само од постоењето на македонското постоење во соседната држава, туку и од македонскиот народ, со што го поништија правото на самоопределување, основано во 1944 година на заседанието на АСНОМ, што е основно право, па сега македонците се еднакви со помали етнички заедници во земјава. Другото прашање беше поставено на Гордана. Вашиот против кандидат Стево Пендаровски го поддржаа албанците. Најпрво лидерот на СДСМ Заев нагласи дека Пендаровски го поддржале сите етнички заедници во Македонија, како и 31-та партија од коалицијата на чие чело е СДСМ.
се чини дека тоа е голема предност. Чија поддршка вие ја имате? Кој гласа за вас? Тоа е слика која владеачката партија сака да ја создаде и пред да ги праша граѓаните албанци, но и останатите. Идејата е мене да ме представат исклучиво како представник на македонците, а при тоа забораваат дека јас веќе ја добив поддршката од бојните партии и Сдружувањето на српските, турските, ромските и другите граѓани. За разлика од процедурата која веќе ви ја опишав, СДСМ ги поигра со внатрешната демократија, па така прво распиша јавен конкурс, а потоа одлучи за свој кандидат, кој го избра во хотелот Хилтон на затворен избор. Вистина е дека СДСМ постигна голем успех кај албанците и албанските гласачи на претходните избори, но денес незадоволството е големо кај сите гласачи без обзир на етничката припадност, вели Силјановска. Целото интервју на кандидатот за председател на Република Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, можете да го прочитате
Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Ах, љубов верна. На нашиот многу сакан и поштован син Димитри Томевски, со саканата Кајси Квин, му ја честитаме свршувачката и на двајцата му посакуваме да се стрекни весели и да има долга заедничка љубов. На нумкото му го честитаме кумството и на сите гости весело расположение. Овие убави честитки од се срце се посакани од таткото Митко и мајката Ленче Томески. Dobro večer, devojko mlada, mlada i mnogo bava. Za tebe čuka srce go gradi, iako ne znam koja si. Za tebe čuka srce go gradi, iako ne znam koja si. Ja sam sostava i belo lice, dobra ko angel na srce. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Ah, ljubav verna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Ah, ljubav verna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Srce mlado, nemu je lesno, koga moma si odbira. Za da go greje nebesno sonce, svatoj za svadba nas bira. Za da go greje nebesno sonce, svatoj za svadba nas bira. Ja sam sostava i belo lice, dobra ko angel na srce. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Ah, ljubav verna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Ah, ljubav verna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Ah, ljubav verna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Со песната Љубов голема
На кршеникот Димитри Томевски со најубави желби и честитки, од се срце му ја честитаме свршувачката со неговата многу сакана Кајси Куин, исто така му пожелуваме стрекни, весели, љубовни, долги години заедно. На родителите Митко и Ленче честито убавата радост и на сите гости весело расположение. Тоа се честитки посакани од нумкоите Раде и Горица со цела фамилија Тодоровски од Камбера. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopува. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da Našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no duri vo nas tvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Za našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no duri vo nas tvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Srce mi je polno i dušava
Со песната Ти ке си моја, сестрата Наташа, зетот Ендру и милиот внук Томас Тодоровски испраќаат честитки од се срце по повод свршувачката на братот Димитри со саканата Кајси Куин и на двајца да му посакуваат многу среќа, долги заеднички години заедно. На родителите Митко и Ленче честито, убавата радост и на сите гости весело расположение. Со истата народна песна на внукот Димитри Томевски со наискрени желби честитки му ја честитаме свршувачка со неговата сакана Кајси Куин. Исто му посакуваме здравје, среќа и долга љубов во иднина. На родителите Митко и Ленче му ја честитаме убавата веселба. Овие се желби посакани од вујкото Петар Митревски од Охрид, баба Спаса, тета Весна и вујкото Зоран. Сите Димитриевски со фамилијата. Noćva ti pred mene, ova maško srce ke mi zastane. Со тоа тело како zmija vrtiš, lele Bože majko ke me poludиш. Žena ko tebe rodena za mene, moите очи до сега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Само моја, твојот поглед тоа ми го векува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го векува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Кажи барем дали се милувани. Тие усни медени и вкусни, кажи дали на друг ти се ведени. Жена ко тебе родена за мене, моите очи до сега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Само моја, твојот поглед тоа ми го векува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го векува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам.
fetova. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твоето срце ке го украдам, и твоето срце ке го украдам. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Моја најмила. На нашиот многу поштован внук Димитри Томевски. Од се срце му ја честитаме свршувачката со неговата сакана Кајси Квин и на двајца да му посакуваме многу долги љубовни среќни години во заедничкиот живот. На родителите Митко и Ленче му ја честитаме убавата веселба. Сите овие убави честитки ги испраќаат тета Стоња, тета Радка со фамилите од Охрид и стрикоите Гоце и Ило со фамилите од Камбера. Денеска сум ептен многу кефлија, со вратија со мене тајфа колена, враце носам прстен бурма венчана, ке те барам да ми бидеш невеста. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Татко ти да знае, а и мајка ти, носам дарој сватој еми музики. Ширум ваште порти, отворете ги, викнете ги сите ваши роднини. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Твојот сокак нека печи вечерва, свирете ја сега свата голема. Ајде, татко, налеј вино ракија, мајко, фати оро се до небесна. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане, нека остане. Со песната Среќен роден ден. На нашата многу сакана ќерка Мила Џајд и го честитаме третиот роден ден, исто и посакуваме здравје, среќа и весело детство со сите најблиските. Овие се убави желби од се срце посакани од тато Елга и мама Катерина. Да ја слушниме песната.
pomisliv. Srećen roden den, vek da imaš radosne i po mnogo godini solastan da slaviš. Ti srećen roden den, vek da imaš radosne i po mnogo godini solastan da slaviš ti. Po mnogo godini solastan da slaviš. Ti srećen roden den, vek da imaš radosne i po mnogo godini solastan da slaviš ti. Со песната Македонско девојче. На мојата крштеничка и внука Мила Џајд, од се срце го честитам третиот роден ден, исто и посакуваме да е стрекна и весела во придружба на сите најмили, најблиски и најсакани. Ова го испраќа нумката Наташа Филиповска. Nema i neke se
со песната Роден ден е денот на нашата многу сакана и поштована внука Мила Џајд и го честитаме третиот роден ден, исто и посакуваме да има здравие, да е стрекна со сите блиски мили во фамилијата. Овие се искрени желби посакани од дедо Илче и баба Елизабет, Војче Јовче, со Викторија, Војче Пеце, со Ребека и малиот братучет Наумче, сите Филиповски. Со истата народна песна, дедото Димче Талевски со фамилијата од убава наша Македонија, како и дедо Живко Филиповски со фамилијата, испраќа честитки по повод третиот роден ден на внуката Мила Џајд, исто и пожелуваат безгрижно детство со многу здравје и среќа во дечките години. Роден ден е денот што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е денот што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Секој од нас дечиња роден ден си има, некому е налето, некому на зима. Голема да пораснам, денес ќе ми речат, ќе ме дуврам свекички, торта нека сечат. Роден ден е денот што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е денот што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Мама тортата ја направи, тато барбика ми подари. Дојдете другарчиња, на приземје во кулата. Во кулата. Роден ден е денот што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е денот што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Секој од нас дечиња роден ден си слави, само тогаш забава најдобре се прави. Желбите ги помисли, нема да ги кажам, малку ќе ги помогнам, сладолед и плажа. Роден ден е денот што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е денот што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Мама тортата ја направи, тато барбика ми подари. Дојдете другарчиња, на приземје во кулата. Во кулата. Роден ден е денот што го чекаме, цела година, цела година. Роден ден е денот што го сакаме, најмногу од се, најмногу од се. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Како и секоја година и ова 2019 по повод празникот над празниците Христовото воскресение Великден се осветуваат домовите, се крштава вода и тоа по населбите. Понеделник 8 април се оди во Адамстеон и Адамстеон Хајт. Вторник, среда и четврток Лемптон и Њу Лемптон, Бротмедо и Меривода. Исто така ново соопштение од Управата на Македонската заедница овде во Њукастел дека црквата Света Богородица заедно со свештеникот Пецо Петровски ќе биде отворена секој понеделник, вторник и четврток од 8:30 до 10:30 сатот на Сабајле во склоп на сите други празници и можете слободно да посетите храмо да запалите свеќа за здравје во вашиот верски дом. Свештеникот Пецо Петровски ќе биде присутен во секое време, можете да прашате за било кој православни верски обичаи за правилно однесување и почитување на нашата вера.
да најавиме дека овие неколку недели свештеникот Пецо Петровски нема да биде присутен во овие денови поради крштавање на вода по домовите. Како што знаете, за концертот што се одржува овде во нашиот Македонски културен центар на 19 април во петок со најпопуларните од наша убава Македонија, браќата Златко и Владко Миладиновски и нивниот братуче Дамјан Стојановски, син на легендарот Војо Стојановски. Карти може да си земите секој петок во црковната сала од 6 до 8 сатот на вечер. Соопштение од игралната група Стив Наумов. Нашата игрална група има покана од игралната група Македонка од Сидне и тоа на ден сабота 4 мај. Ќе се патува со автобус и цената за влез таму во Сидне е $40 по лице со вечера. За повеќе информации јавете се за патувањето, јавете се кај Добре Колевски на 0415 526791. Се одржува Charity Ball, помош за истражување на кенса болеста. Сите пари ќе бидат донирани до Australian Cancer Research Foundation. Овој бол ќе се одржи во нашиот Македонски културен центар и тоа во сабота на 18 мај со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената за ова вечера ќе биде $150 по лице со 3 врсти јадења и сите пијалоци. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група Сенатор Бенд. Ова се одржува за од 18 години по стари лица. Ќе има богата лотарија. За карти јавете се кај Ник Зулумовски, Мери Мицевска, Мајкл Груевски, Натали Дончовска, Джесика Маджуровска и Џон Илинковски. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 21 април. Почитувани слушатели, да најавиме дека нашата нова управа организира работна доброволна акција во црковниот храм и тоа во сабота 13 и недела 14 април. После службата ќе се чисти цела црква и сите икони. Кој може да дојдете во тие 2 дена да помогнете, ќе бидеме многу благодарни. Помош за здравје во нашиот храм. Соопштение за сите родители на деца од 5 години постари. Може да ги донесите вашите деца во нашиот Македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција. И тоа секој петок од во 4,5 сатот после пладне. Имаме околу 30 дечина регистрирани. До сега имаме доста наставници за секоја возраст кој сака да научи да пишува или чита македонски. Значи сите сте добродојдени без разлика на годините. И уште едно соопштение дека имаме нешто ново во нашата куња овде во нашиот Македонски културен центар. Ќе има разноврстни јадења пресно кувани од наши кувари и тоа секој втор петок од 6:30 сатот на вечер. Ако сакате да си резервисате маса, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или видете на Facebook. Да проследиме нешто и од вестите. Невработеноста кај младите се намалила во сите балкански земји, освен во Македонија и Косово. Е наведено во новиот извештај на Светската банка трендови на пазарот за труд во Западен Балкан. Според извештајот, младинската невработеност во Косово пораснала за 4,2 на 54,9%, додека во Македонија се зголемила за 0,5% или до високи 47,6%. Македонија исто така води во процентот на млади луѓе кои не се вклучени ниту во образованиот процес, ниту се вработени, ниту се вклучени во некој вид на тренинг или доквалификација. Овој процент на млади луѓе се движи меѓу 24 до 26%. Дополнително извештајот покажува дека скоро секој трет млад човек во Македонија работи во сивата економија. Според извештајот на Светската банка, младите луѓе од Македонија во иднина дополнително ќе потонат во сиромаштија. СДСМ ветуваше за гарантирано вработување на младите преку така наречената младинска гаранција, но очигледно овој проект не ги донесе посакуваните резултати, туку младинската невработеност расте.
Премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев и председателот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски по 2,5 часовната средба синоќа се упатија меѓусебни пораки преку Facebook. СЈО е веќе создаден институционален капацитет и нема потреба да го уништуваме. Напротив, како него треба да се водат сите други. Затоа со новиот закон СЈО ќе биде оддел во јавното обвинителство со јасни интеграции. Проблемот за опозицијата е што очигледно сака да го штити криминалот, па него поддржува овој реформски закон. Одговорете на едноставно прашање: дали сакате Северна Македонија да напредува или сакате да ја видите закочена и повторно да не биде датум за преговори? Кој го чекаме од 2005 година, напиша Зоран Заев на Facebook. Мицковски пак по својата порака напиша дека Заев во ТВ дуелот не сакал да зборува за македонците во Северна Грција и за јазикот што го зборуваат. На Заев му беше страм, се плашеше, се препелкаше, не сакаше да изусти дека македонците во Северна Грција во егејскиот дел на Македонија зборуваат македонски јазик, затоа што со договорот ги избриша, а неговиот министер прати дипломатска нота во која што појаснуваше дека не е тој народ македонски, туку дека станува збор за етницитет, напиша Мицковски на својот Facebook профил. Германските инвеститори со лоша оценка за работата на владата и економијата во Македонија. Германски компании не и дадоа добри оценки на владата за работењето. Смета дека е изгубен фокусот од економијата и дека премногу време се троши на политички прашања. Ова го покажува анкетата спроведена минатиот месец меѓу германските инвеститори во нашата земја. Германците сметаат дека бизнис секторот не е благовремено вклучен во реформите кои ги спроведува државата. Според нив, фирмите мора навреме да знаат што ги чека. Даночната реформа е пример за ова. Инвеститорите велат дека е преуранета. Други забелешки се корупцијата, проблематично судство, недостигот на квалификувани работници. И покрај бројните забелешки, 76% од германските фирми повторно би инвестирале во земјата. Очекувањата за 2019 се позитивни, дури 43% очекуваат подобрување на деловната состојба. Оптимизмот се темели и на законот за финансиска поддршка на инвеститорите. Во земјата има 200 фирми со германски капитал кои вработуваат 20.000 работници. Да проследиме нешто и за здравјето. 3 или повеќе јајца неделно го зголемуваат ризикот од срцеви заболувања. Консумирањето на повеќе од 3 јајца неделно ја зголемуваат опасноста од срцеви заболувања и рана смрт кај луѓето, во однос на оние кои јадат помалку јајца, се наведува во ново истражување на медицинската школа при Северозападниот универзитет во Чикаго. Јајцата, особено жолчката, се главен извор на диететски колестерол. Јадењето дополнителни 300 мг колестерол на ден го зголемува ризикот од срцеви заболувања за 3,2% и на оној од рана смрт од 4,4%. Едно јајце содржи 186 мг холестерол, наведува во извештајот одговорниот за испитување Виктор Жонг. Истражувањето се заснова на податоците од 29.000 американци со просечна возраст од 17,5 години, од нив 5.400 имале срцеви проблеми, а 1.300 биле случаи кои завршиле со смрт. И на крајот, тоа беше крај на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа, голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle.